Турските власти побарале дополнителна документација по барањето за екстрадиција на Љупчо Палевски Палчо, осомничениот за убиството на Вања Ѓурчевска и Панче Жежовски. Од Министерството за правда информираат дека на барањето веднаш било одговорено. Палевски ја напушти државата на 30 ноември и преку Србија и Бугарија избега во Турција, каде беше уапсен од тамушните власти во градот Баликесир. Значи на сите тие барања ние одма постапуваме и одговориме, така да све процесот е во тек и све е како што треба. Од Министерството за правда претходно посочи дека ќе бидат потребни месеци за екстрадиција на Палевски, бидејќи тој може да се жали во текот на постапката. Засега во Министерството немаат ништо ново околу текот на барањето за екстрадиција. До сега, освен тоа што е објавено од наша страна, нема дополнително нешто друго. Кога и да имаме, благовремено вие ќе бидете известени од наша страна. Значи нема. Лидерот на ВМРО Народна партија Љупчо Ѓоргиевски во вчерашната топ тема во врска со Палевски рече дека треба да се провери зошто има пракса на негова неказнивост, иако тој има 6 кривични дела во изминатите 7-8 години. Да се направи една комисија, да видиме од 90-та година истиот Љупчо Палевски колку криминали му се простени и колку дела му се бил заштитен. Максималниот период кој Палевски може да биде држен во притвор е 1 година. Извештајот од судска медицина за убиството на Вања се уште не е доставен до обвинителството. Извештајот е еден од клучните докази во истрагата и целосно расветлување на случајот. Вања беше пронајдена мртва на 3 декември и натаму останува прашањето зошто таа толку брзо е убиена по 2,5 часа од нејзиното грабнување на 27 ноември утрината. Јавното обвинителство е во фаза на прибирање на сите докази во случајот.